Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Нашиот покоен брат Благоја имаше обичај да каже: позајми му некому онолку пари, колку што си спремен да прости. Да не, ако не ти ги врати. Мислам дека тоа мудро правило. Меѓутоа, дали е применливо и за нашиот духовен живот? Прашање за размислување. Не знам библиската полука зашто не го спомена оној пример што самиот Господ го дал како парабола. Имаше еден татко, двајца синови, вели. И му рече на едниот: оди во нивата денес, или лозијето што беше, и да поработиш. И како одговорил тој? Првиот случај беше со оној кој што рекол не. Значи, одбил. Меѓутоа, потоа се покајал и отишол. Интересно. А кога отишол кај другиот, му рекол: оди ти поработи, тој рекол: да, во ред, добро, но не отишол. Многу соодветен пример. Кого ги представувал едниот, кого другиот? Еврејскиот народ бил представен со оној кој што рекол: да, ќе отидам, но не отишол. Оние кои што биле слушатели на Словото, а не извршители. А незнабожците биле оние кои што ниту го познавале законот, ниту Божието Слово, меѓутоа отпосле, кога го чуле, се покајале и отишле да работат на Господовото лозие. Така и со нас денес. Минатиот пат застанав кај Алфа и Омега и за нив ќе продолжам друг пат. А денес би сакал во третиот дел од предавањата под наслов Доктрина малку да направиме еден интересен спој со природните науки. Досега зборувавме за тоа како врвни теолози од еврејскиот народ пред 2000 години и во текот на христијанската црква и во адвентизмот пред 100 години биле всушност водачи на отпадот. Биле не на страната на вистината, туку биле против вистината, а бидејќи биле верски водачи, биле учители на законот, теолози, биле со голем углед, заведоа со својот однос, со својот став многу народ. Меѓутоа, денес ние живееме во свет каде што е природно и нормално да се ценат авторитетите, да се ценат стручњаците, експертите, иако денес за некои области поимот експерт веќе станува безобразен, односно поим за подбив, особено како што го употребува македонската новинарка Мирка Велиновска, и со право, бидејќи денеска се котат многу така наречени експерти, кои што не служат за ништо друго, освен да ви го измијат паметот, односно да ве заведат, да ви продадат некоја пропаганда и така натаму. Денес, истата опасност, како и од секогаш низ историјата, ја имате и со теологијата. Кои биле врвните водачи на некоја ерес, лажно учење? Дали тоа започнувало и потекнувало од обични верници, од обични лаици? Не. Тоа биле врвни теолози, тоа биле верски водачи, тоа биле старешини, проповедници, епископи, некогаш и патриарси и така натаму.
Но во природните науки има голема тежина зборот на експертите, односно стручњаците. И денес кога треба некој да сведочи на суд по однос на некое научно прашање, постојат обични сведоци, кои што сведочат само што видели и што чуле, а постојат и така наречени стручни сведоци. Какви се овие вторите? Стручните сведоци се луѓе кои што се експерти од својата област, доктори на науки, и кои што имаат право на суд да кажат мислење во врска со нешто и судот да го усвои нивното мислење како меродавно, затоа што се експерти. Затоа што не се било кој. Поимот доктор потекнува од поимот доктрина. Што значи доктрина? Наука. Меѓутоа не наука во смисол на природните науки, туку соодветно, значи латинскиот збор доктрина има соодветен грчки збор догма. Иако зборот догма денес има само ограничено толкување и се однесува на априорни, аксиоматски, например, верските догми, нешто што луѓето не можат да го докажуваат со наука и експерименти. Сепак и во природните науки има доктрини, а има, се разбира, многу повеќе во филозофските, како и во теологијата, каде што ги има најмногу. Ке споменам некои примери за тоа зашто стручњаците од некоја област се наречени доктори. Па зашто биле наречени доктори? Иако немаат врска со медицина, можеби. Затоа што во тие ја унапредиле својата научна област со некоја нова доктрина. Значи, откриле нешто ново, тоа ново го промовирале, денес тоа се прави во стручните списанија, и после тоа што го промовираат, го бранат, односно, прво се гледа дали научната критика, останатите стручњаци од истата област, може да најдат некоја грешка во сето тоа, и ако ги издржи тие критики од своите колеги, од соодветната научна област, од стручната јавност, тогаш тоа се прифаќа во науката како некоја нова доктрина. Например, Алберт Ајнштајн во 1905 година, врз база на експериментите вршени со така наречениот фотоелектричен ефект, поставил нова доктрина за природата на светлината. Дека таа нема само бранова, туку има и корпускуларна природа и така натаму. Денес би сакал да ве запознам со една нова доктрина, која што ја промовирал еден голем физичар, експерт во областа на радиоактивното зрачење, а инаку наш брат, адвентист, Роберт Джентри. Ова книга ја купив 2001 година во библиотеката на Хартланд институтот, каде што подоцна и работев. Во оваа книга на целата јавност, не само на научната, се понудени доказите дека нашиот свет е создаден. Значи, постојат, откриени се во минатиот век, благодарение на овој научник, докази дека нашиот свет е создаден. Кои се тие докази? Ова што го гледате на слика е многу пати зголемен, инаку е микроскопски, како што самиот тој се изразил, отпечаток на Божиите прсти при создавањето. Тоа е така символично кажано. Што се ова? Овие кругови.
Овие кругови се така наречени во науката радиоактивни халои. Значи, тоа се концентрични кругови, кои што се наоѓаат, инако се микроскопски, не се гледаат вака со голо око, во минералите на гранитните карпи, кои што се сметаат за, нели знаете, гранит, поим за нешто тврдо, силно, се сметаат за основниот гранит, бидејќи има разни видови на гранит, основниот гранит се смета за скелетот, за основата на земјината кора на нашата планета. Што направил Роберт Джентри, уште почнувајќи од 60-те години наваму? Уште пред него, од страна на еден канадски научник, по име Хендерсон, биле откриени милиарди, инаку постојат, како што науката има востановено, вакви ситни микроскопски радиоактивни халои во минералите на гранитните карпи, од различни радиоактивни елементи. Ова е инаку братот Роберт Джентри, кој што и лично го запознав 2006 година. Беше во еден пролетен собор говорник во Хартланд институтот. Многу интересен човек, многу пријатен човек, голем стручњак, признат во светот на науката. Неговите дела биле објавени во најголемите стручни списанија од областта на физиката, а сепак многу скромен човек. Не личам на него. Овој човек, јас лично прв пат со него стапив во контакт 2001 година, бидејќи случајно поминував со автобус низ неговото место, неговото градче Ноксвил во Тенеси, но немав време да застанам таму, нито да се симнам. Разговарав тогаш по телефон. А кога го запознав 5 години подоцна, вака лично, ми остави впечаток на многу понизен човек. Како прво, не сакаше да му се обраќам со доктор Джентри, како што би требал во светот, во бонтон, комуникацијата со стручњаци. Бидејќи се вика Роберт, значи не сакаше ни доктор Джентри, не сакаше ни мистер Джентри, не сакаше ниту Роберт. Знаете како сакаше да го викам? Боб. Ке ме викаш Боб. Како да ми е другар од прво одделение. И сеќавам едно утро кога чекавме во кафетеријата за појадок, редица имаше. Јас веќе бев седнат со мојата тацна, а он уште чекаше на ред. Па ја му се обратив повторно вака по навика доктор Джентри. Како треба да ме викаш? Боб. Така. Ова е голема спротивност на некои други самобендисани лица. За некои од нив имам прочитано за еден случај, и мислам дека се работеше за адвентист, ако не се лажам. За некој човек кој што имал 2 доктората. И се обично, особено на запад е тоа обичај, на луѓето да им се обраќате ако имаат докторат, доктор тој, докторе тој. Овој случај не сакаше да му се обраќаат со доктор тој. Сакаше да му се обраќаат со доктор. Затоа што има 2 доктората. Но Боб Джентри беше спротивен случај од овој, а многу попознат, многу попрочен во светот на науката. Слободно внесете го неговото име на Google, ќе добиете илјадници страници со него. Може би и слики. Овие радиоактивни халои, можеме да ги погледнеме и на поголемиот екран.
представуваат, значи, концентрични кругови кај минералите, кои што ги предизвикува радиоактивното зрачење на некои радиоактивни изотопи кои што се наоѓаат во тие минерали и кои што емитуваат алфа честички и затоа се менува бојата на минералот. Односно, некои кругови се некои посветли, зависно од тоа колку биле продорни тие зрачења. Секој концентричен прстен одговара на некој радиоактивен елемент. Значи, радиусот на некој прстен кажува кој радиоактивен елемент се наоѓа во центарот на зрачењето. Според должината на радиусот се оценува кој елемент се наоѓа внатре и кога ги има повеќе, значи има повеќе такви кругови, повеќе различни елементи. Оно што е најинтересно во врска со нив е дека се откриени, значи уште од почетокот, пред почетокот, поточно на Втората светска војна, вакви радиоактивни халои на 3 изотопи на елементот полониум, тоа се полониум 210, полониум 214 и третиот изотоп е полониум 218. Овој последниот е најинтересен, затоа што времето за неговото полураспаѓање изнесува само 3 минути. Ако нашата планета Земја, ако гранитните карпи, ако сите геолошки слоеви, целата земјина кора, биле некогаш некоја вжештена маса во вид на вулканска лава, која што и требало милиони години за да се зацврсти, да се стврдне, па потоа да настанат услови за жив свет на неа, тогаш не би требало да постојат овие халои од полониум 218. А штом постојат, тоа значи дека земјината кора била стврдната, кристализирана, односно создадена за време помалку од 3 минути. Тоа е како да замислите сте виделе мраз, така. Знаеме дека, особено сега кој ќе настапи зима, ќе имате прилика да гледате мраз. Може би нема да имаме кај нас толку многу за среќа, но не знаеме однапред каква зима не очекува. А на прогнозерите не им веруваме. Бидејќи и тие не знаат, ама се прават дека знаат. Дали некоја сте виделе меури на површината на водата? Колку долго траат? Многу кратко, не? Штом ке се појави, ке пукне. Дали сте виделе замрзната вода со замрзнат меур на неја? Не, такво нешто не постои. Зошто не постои? Затоа што за да се смрзне површината на водата и треба подолго време од времето, од векот на трајање на еден меур на незината површина. Што би заклучили ако видите вода замрзната со замрзнати меури на незината површина? Значи нешто што не постои. Би заклучили дека некој ја смрзнал водата толку бргу, што ни меурот не успел да пукне пред таа да замрзне. Тоа е еден вид споредба за овие радиоактивни халои. Штом постојат милиарди вакви, како што самиот Джентри ги нарекол отпечатоци на Божиите прсти, расејани по гранитните карпи на сите континенти на нашата планета, особено на полониум 218, тоа значи дека нашата планета е создадена, сите геолошки слоеви, особено гранитните карпи, се стврднати за време помалку од 3 минути, кристализирани, како што се вели во науката. До ден денес, овој негов научен доказ
научниот свет не сака да го прифати, го признава дека постои, меѓутоа се надеваат на некакво објаснување кое што ќе одговара на теоријата на еволуцијата, а кое што до сега го немаат, а се надеваат дека некогаш можеби науката ќе го објасни. И затоа неговата книга носи наслов "Мала мистерија на создавањето", бидејќи сите научници кои што веруваат во теоријата на еволуцијата, неговото откритие го третираат како мала мистерија. За нив е тоа мистерија. Нешто што ја фрла во вода, што ја побива целата теорија на дарвинизмот, тие го нарекуваат мала мистерија. И се разбира, децении подоцна до ден денес немаат никаков одговор на ова, но како Ној во песок продолжуваат да ги джвакаат старите заблуди, да ги проповедаат старите работи и да ги игнорираат овие нови докази во светот на физиката. Джентри, значи, докажал и поставил една доктрина со која што го предизвикал научниот свет, и тој го предизвикал со овие зборови конкретно. Ако некој, некаде, било каде, во било која научна лабораторија, успее да синтетизира, да кристализира мало парче гранит, можда големина, вели тој, на човечка рака, тогаш тоа ќе биде доказ дека мојата доктрина, мојата теорија не е точна. А теоријата е, што тој ја поставил, дека гранитот е создаден. Некоја сила го создала гранитот за време помалку од 3 минути. Се обидувале луѓе да направат вештачки гранит, да произведат гранит во лабораторија. Но не можеле. Не можеле затоа што, иако се познати составните делови, елементите кои што го сочинуваат гранитот, не можат луѓето да направат гранит. Дори и да се земе парче гранит и да се стопи под дејство на висока температура и потоа да се остави да се лади самиот, по природен пат нема повторно да стане гранит, ќе стане еден друг вид геолошка карпа, која што се вика риолит. Луѓето не можат да создадат гранит, затоа што гранитот е создаден само од Господ, од Создателот. Никакви природни процеси не можат да направат гранит. Тоа е доктрината што Джентри ја поставил и никој не можел до сега да ја побие. Иако имало обиди луѓето да направат гранит, сепак тоа не било гранит. Уште помалку да направат гранит кој што ќе содржи вакви радиоактивни халои од полониум 218. Тоа па во никој случај. Ако луѓето сами не можат тоа да го направат вештачки, колку е паметно да се верува дека гранитот природно настанал, без луѓе, без научници, без лаборатории, со природно ладење сам по себе. Воопшто не е паметно. Оваа доктрина тој ја поставил уште во 70-тите години од минатиот век и до ден денес никој не можел да ја побие. И не може да го побие. Завршивме со сликите. Па сепак, како што реков, споменав предходно, Роберт Джентри е многу скромен човек. И тоа не е случај само со него. Многу пославни и попрочуени научници во светот, од светот на природните науки, се исто така скромни луѓе. Се сеќавате, неодамна имаше еден руски математичар кој што решил една задача стара 100 години, која што не можела да ја решат. И имало награда таму, колку беше? $1,000,000. И он ја одбил наградата. Што ќе речете за него? Ненормално. А што ќе речете за Ајнштајн, кому инако најпознатиот евреин од минатиот век? 1952 година
3 години пред неговата смрт му било понудено да биде председател на Израел. Знаете кој бил неговиот одговор? Ја одбил понудата и рекол вака: затоа што не сакам да се занимавам со политика, затоа што политиката е времена, привремена, а формулите се вечни. Много интересно. Изразот вечен е многу интересен. Придавката вечен. Вечни. Вечна. Има многу научници кои што дале вакви и слични изјави, со кои што покажуваат една неочекувана и невообичаена доза на скромност и смиреност. Си постави прашање зошто е тоа така? Зошто најголемите научници во светот на науката биле скромни луѓе? Зошто нивните откритија, нивното дело не ги направило горди и надуени како споменатиот доктор? Затоа што кога се работи за природните науки, овие луѓе доаѓаат во контакт со една надприродна сила, која што самите не може да ја објаснат, но која што нив лично ги восхитува, ги фрапира, ги воодушевува. Едноставно тие чувствуваат потреба да се поклонат пред неја. Потреба да бидат понизни, не горди и надуени, како што се големите доктори по филозофија и теологија. А од гордоста на умот потекнува и секоја ерес, лажно учење, кој што во христијанството го воведоа докторите по филозофија и теологија, а не обичните лаици. Јас би сакал на крај да ви поставам едно прашање, зашто ќе размислуваме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Дали знаете кој физички закон се смета за најосновен, фундаментален закон во светот на физиката? Оваличени испрашување, нели? Само што нема оценки. Се сеќавате? Се сеќавате? Не. Тоа е законот за запазување на енергијата. Како гласи тој закон, знаете ли? Да, тоа е втората половина, а како беше првата? Енергијата е вечна, замислиш. Тоа го имам прочитано во комунистички учебници по физика. Поимот вечност се споменува. Таа не може ниту да се создаде, ниту да се уништи, туку само се претвора од еден во друг вид. Восхитувачка работа. Атеистички учебници зборуваат за нешто што е вечно, и тоа вечно во апсолутен смисол, во божествен смисол на зборот. Нешто што не може да се создаде. Нешто што вечно постои. Што е тоа што не може да биде создадено? Само божествените особини се такви. Само теологијата зборува за вечни работи, за вечни поими. За несоздадени поими, како например несоздадените енергии на Божијата благодат. Светиот Дух. Па зашто луѓето не веруваат во Бога само врз основа на учебниците по физика? Дали оваа дефиниција за овој закон, поточно речено, ни кажува, ни го открива Бога?
А како гласи дефиницијата за енергија? Во истите учебници. Што е тоа енергија? Се сеќавате? Добро, не барам правници да го одговорам прашањето. Пред 50 години. Еве, крева рака брат Андреј, повели. Браво! Ке добиеш награда после богослужение. Поточно, енергијата е способноста на телата да вршат работа. И сега, се што требало да направат атеистите и комунистите, за да поверуваат во Бог, ако се доволно искрени, ако не ги привлекува кафаната, женките и така натаму. Односно, ако атеизмот не име изговор за својот грешен живот, како што на повеќето луѓе тоа е, но ако се доволно искрени, се што требаше да направат е да ги споредат овие две дефиниции. Дефиницијата за енергијата и законот за запазување на енергија. Ајде ние да ги споиме и што ќе добиеме. Значи, енергијата е вечна. Не може да се создаде, ниту да се уништи. Само да се претвори од еден во друг вид. А што е енергија? Способноста на телата да вршат работа. Во физиката силите вршат работа, значи за да врши работа некој тело, треба да има сила да врши работа. И сега како би гласила комбинираната дефиниција од наша страна? Способноста на телата да вршат работа е вечна. Таа не може ниту да се создаде, ниту да се уништи. Интересно. Ако е вечно, од кого потекнува таа способност? Кој е првиот осомничен? Како што знае да праша пасторот Иван Грозданов. Би сакал за денес да завршам само со еден стих, а продолжуваме следната сабота. Ке отвориме во Второзаконие или 5-та книга Мојсеева, 8 глава. Второзаконие, 5-та книга Мојсеева, 8 глава, од 11 стих. Повторени закони, или Второзаконие, или 5-та книга Мојсеева, зависи каков превод имате. 8 глава, од 11 стих па надолу. Господ вели, гледај да не го заборавиш Господа твојот Бог. Дали го најдовте стихот? 8.11 па надолу. Гледај да не го заборавиш Господа твојот Бог со непочитување на заповедите Негови, законите Негови, наредбите Негови, што денес ти ги кажувам. Тоа значи Мојсей го кажува. Кога ќе јадеш и ќе бидеш сит, и ќе изградиш убави куќи и ќе се вселиш во нив, кога ќе ти се намножи крупниот и ситниот добиток, и кога ќе се збогатиш со многу сребро и злато, и од се ќе имаш во изобилие, гледај да не се возгордее срцето твое, та да заборавиш на Господ твојот Бог, кој те изведе од египетската земја, од домот на робството, и понатаму вели, кој те преведе преку големата и страшна пустина, каде што има отровни змии, скорпии и суви места во кои нема вода, кој те извади вода од гранитна карпа. Те хранеше во пустината со мана, која татковците твои не ја знаеја, за да те смири, да те искуша, па да ти направи потоа добро. Значи, да не го заборавиш сето тоа. И да не кажеш во срцето свое, мојата сила и цврстината на мојата рака го здобија ова богатство. Зошто? Но да го помниш Господа твојот Бог, зашто Тој ти даде сила, за да се здобиеш со богатство, за да се исполни како денес. Да го исполни како денес својот завет, кој со заклетва го беше потврдил на твоите предци. Кој им дава на телата сила или способност
да вршат било каква работа, само некој кој што е вечен, не создаден, без почеток и крај. Затоа што способноста на телата да вршат работа е вечна. Не може ниту да се создаде, ниту да се уништи. Нека му е фала и слава вечно. Амин.